Владата во целост ја усогласува својата политика со актуелната криза. Додуше со својата ригидност таа покажува дисреспект кон традицијата, која не толерира отсуство на сладкото или евентуално на локумот во рамки на светото тројство кое го краси македонското гостопримство. Што ви понудија денеска? Кафе и вода. Кафето изгледа и мало горчлив вкус, но тоа не значи дека не може да се заблажи, за разлика од тоа што му беше сварено на довчерашниот прв човек на НСД. Не само црно и горко, туку изгледа и сиктер, оти неговиот фаворит не успеа да го наследи. Јас реков дека, друже Тито, тоа не е коректен однос. Кога сме кај коректноста, таа веројатно секогаш се сервира со задоснување. Затоа и јавноста умее да процени искреноста на тие што имале толку многу можности, а не сториле ништо. Очекуваат нивното зихераштво и натаму да биде карактеристика за водењето држава. Како и многу пати, Бранко Црнковски не ги разбира работите. Како и секогаш повторно манипулира, има голема хипокризија кога човек кој е одговорен за ова денес, еден од луѓето кои се одговорни за ова денеска што ни се случува во општеството, на економски и општествен на секој план, да морализира на таков начин. Нема нешто поодвратно во македонското општество. Токму таквото однесување наликува на состојбата во општеството, каде секој знае се, каде сите се мудри и паметни, ама се завршува со полемика која нема никаков ефект. Туку само покажува дека ништо не е водено од разумот, туку од атмосферата. Нели ке нас сите знаат се. Се експерти. Па не баш сите, ама еден добар дел од граѓаните знаат и како се игра ракомет, како се гаснат пожари. Што сте по занимање, поранешен инфектолог, моментално сум воен аналитичар. А тие аналитичари за се нешто ја окупираат јавната сцена. Иако е сосема известно дека ниту самите не знаат што зборуваат, што помалку што сакаат да кажат. Ама важно е дека за нив секогаш има простор. Ето тоа е проблем. Ама тоа е принцип. Тоа е принцип како да тоа. Како? Јас за тоа бев напишал пошто ми еве сега тоа. Значи 3, те не се 3, те се многу повеќе. Ама наши идиотизми. И на крајот, во таков амбиент, природен е впечатокот дека некому на вистина му се дозволува да биде решавачки. Фактор X. Ако Елехмети одлучи дека треба да има избори, ќе има избори. И тоа е толку едноставно. Нема ништо поедноставно од избори. Проблем е што никогаш ништо не е толку едноставно како што се ветува, откако тие ќе се случат.